Почитувани медиуми, денешната пресконференција е насловена како да потигна извозниот потенцијал на туризмот. И целта ни е преку секторот туризам и угостителство да ги пренесеме ставовите, иницијативите и активностите на овој сегмент од дејностите кои што го обединуваат. На пресконференцијата со нас се присутни председателката на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија, Ана Тамеска-Ѓоргиевска, двајцата подпредседатели на Сдруженијето, Асим Меджедовиќ и Александар Кузмановски, и председателот на Асоциацијата Најка, Власко Сулев. Јас на почетокот ќе дадам само краток осврт на темата, со цел секој од учесниците да даде по едно согледување како би добиле една целина за она што ние денеска сакаме да го кажеме преку денешната пресконференција, која што ја насловивме како да потикне извозниот потенцијал на туризмот. Знаете дека веќе и официјално излегува бројките за статистиката во туризмот за 2020 година и согласно таа бројка имаме вкупен пат на туризмот од 40%, имаме пат на ноќевањата од 48%, со тоа што во овие бројки она што сакаме да го кажеме, а и што го кажувавме и целиот изминат период е дека имаме исклучително драстичен пат на бројот на странски туристи кои што се всушност носителите на девизниот ефект од оваа извозна гранка во државата. Во услови кога целата 2020 година поради меѓународните рестрикции воведени за здравствена превенција од ширење на пандемијата, речиси беа затворени сите гранични премини, а влезот и излезот од државата беше и крајно отежнат, некои преземени мерки од страна на државата со цел потикнување на домашниот пазар не ги постигна очекуваните резултати, односно дури и кога во услови нашите граѓани не беа во можност да одат во други туристички дестинации поради рестрикциите, туристичкиот промет во домашниот туризам е значително намален наместо зголемен. Подоцна ќе го објасниме што ова значи, но она што ние сакаме да алармираме и преку оваа пресконференција дека изостана дефинитивно ефектот од странските туристи, чие присуство значи поголем девизен прилив, а од друга страна и поголема потрошувачка. Вие како медиуми сте тековно информирани за нашите активности во секторот угостителство и туризам и за сите оние активности што ги преземаме во насока на иницирање мерки со цел поддршка како во време траење на корона кризата, но и предлог мерки со кои ќе се придвижи овој сектор во пост-ковид период. На неколку пати како здружение сме укажале на дека имаме континуирана комуникација со владата и владините представници и наша позитивна улога во креирање на мерките за поддршка на секторот во услови на актуелната светска пандемија, но она што сакаме да го алармираме од оваа пресконференција дека дел од мерките кои навистина ќе покренат и треба да покренат раст во пост-ковид периодот и покрај тоа што се договорени и разговарани со владени представници, за тие се уште нема имплементација. Сметаме дека тука е клучот поради кој што ние и во следниот период доколку не дојде до имплементација ќе се соочиме повторно со сериозна стагнација на овој сектор. А што има во предвид дека и апелот на владата во овој пети пакет мерки треба да биде стимул и има за цел да ја придвижи економијата кон позитивни стапки на раст, бизнес секторот од угостителството и туризмот укажува дека за да има позитивно влијание и ефект врз носењето, врз економијата, освен носење на мерки, потребна е нивна реализација. Гледате, на неколку пати упатуваме на фактот дека ние како деловен сектор разговараме, иницираме активности и мерки, имаме комуникација на владата, но она што ни изостануваат имплементација на еден сериозен дел од тие мерки. На самиот почеток ќе дадам збор на председателката на Сдруженијето на угостителство и туризам, Ана Тамеска-Ѓоргиевска, која што ќе даде акцент на значењето на Комитетот за туризам, кој како предлог на бизнес секторот беше прифатен од владата во четвртиот пакет на мерки, но и по 3 месеци тој се уште не е во функција. Ана, повеќе. Благодарам. Почитувани медиуми, Сдруженијето на угостителство и туризам преку оваа пресконференција укажува најдно да почне со функција Комитетот за туризам како највисоко тело за туризам. Иако беше најавено формирање на комитетот, реализација се уште нема. Ова тело од највисок ранг треба да ги разгледува предложените мерки, студии и проекти од областта на туризмот и ќе има огласување за успејување, верификација на заклучоци и одлуки, односно ќе има надлежност да ги задолжи за постапување со одредени ресорни институции со акцијски план за реализација во функција на развој
на туризмот како еден од приоритетните сектори. Оттаму произлегуваат потешкотиите за надминување на предизвиците во туризмот. Комитетот треба да действува како механизам за изнаоѓање решенија и надминување на пречките за развој на туризмот, особено во кризни ситуации. Конституирањето на Комитет за туризам ќе значи потврда на заложбите за развој на туризмот и воопшто економијата, доколку го изразиме во предвид потенцијалот на туризмот како индустрија која може да обезбеди повеќе кратко повисоки приходи во буџетот од оној во 2019 година. Инаку за информација, само првиот комитет за туризам во земјата е формиран 1948 година со уредба за основање Комитет за туризам и угостителство. Оваа препорака представува основен услов кој ќе зависи начинот на справување со последиците од кризата. Противно, изработката на студии, документи, проекти и други развојни активности од област на туризмот ќе бидат во ризик од ограничени ефекти од тешната реализација. Сето ова само ја потврдува вредноста на конституирање на Комитетот за туризам, кој би добила адреса за секторот. На ваква поддршка се инсистира, бидејќи сметаме дека имаме можност со добра координирана заедничка активност на реализација бизнес сектор влада за основен предуслов за натомашен развој на економијата преку туризмот како сектор со огромен потенцијал и капацитет за брзо обновување. Благодарам, Ана. Значи, само уште еднаш Комитетот за туризам беше дефиниран со четвртиот пакет мерки, но како што рековме на самиот почеток и по 3 месеци од овој комитет реализација нема. Претседателката на Сдруженијето укажа што е тоа што е клучно и зашто ни е потребен овој комитет на туризам, но еве веќе изминува и февруари, конституирање на овој комитет се уште нема. Во петиот пакет мерки владата најави дека ќе се усвои и предлогот кој што како бизнес сектор, како деловен сектор од угостителството и туризмот го предлагавме изминатиот период, а тоа е улеснување на поставката на субвенционирање и доставен и конкретен предлог од наша страна. Иако морам да укажам дека ова како предлог класичен можеби не можете да го видите во петиот пакет мерки, но ова беше дискутирано со Министерството за економија. Предлогот е доставен, меѓутоа реализација на оваа активност исто така се уште нема. Зошто е важен моделот на субвенционирање? Повеќе за овој зборува господин Тасим Меджидовиќ, заменик претседател на Сдруженијето. Асем Победник. Добар ден на сите. Јас би сакал да објаснам зошто е важно и зошто е од круцијално значење да се унапреди моделот на субвенционирање во нашата земја. Пред се тука мислам на комплицираната и бюрократизирана, да кажам, процедура. Мора да се интервенира најдно, за да тој дел се острани. Исто така на традиционалните пазари кои што носат туристи во Македонија, им се даде јасен сигнал дека Македонија е отворена земја за туристите. Овде мислам на земјите на Бенелукс, на земјите во регионот и во соседството. Мораме да испратиме јасна порака дека со овој модел на субвенционирање ќе покажеме и модернизација и унапредување на истиот, што пред странските туроператори ќе овозможи да тие ги возобноват своите планови за поставување на чартер летови за Македонија, како што беше во минатото. Така да ова измена или дополнување на системот на субвенции е во рамки на планираниот годишен буџет, кој што институциите го имаат за оваа врста на поддршка. А исто така можам да додадам дека многу земји и во регионот и пошироко инвестираат многу повеќе. Не само во рамките на своите буџети,
туку одвојуваат многу повеќе средства за афирмација на својата земја, како би превенирале дел од загубите кои што секторот за туризам ги доживува на највисоко можно ниво. Благодарам, Асил. Врзано за поддршката во делот на субвенционирањето и уште една мерка која што ние подолго време назад ја предлагавме, а сега е усвоена со петиот пакет мерки, а тоа е олеснување на мерката за поддршка на PCR тестови од страна на државата за странски туристи, што е важноста на оваа мерка и како истата може да се имплементира. Повеќе ќе му дадам збор на Александар Кузмановски, исто така заменик председател на Удруженијето. Александар, повеќе. Почитувани медиуми. Мерката бесплатни тестови наменети за странски граѓани ќе докаже туристички престои во Република Северна Македонија со хотелска сметка или ваучер издаден од туристичка агенција која го потврдува туристичкиот или деловниот престој на странски државјани или друг приложен доказ беше донесена на барање на секторот. Владата го препозна значењето и потребата на ваков тип на поддршка. Она што сакаме да го кажеме дека е потребна итна операционализација за истата да има позитивен ефект. Како деловен сектор, и знаеме и имаме предлог како да се операционализира нашите предлози ги ставаме во функција на операционализација на мерката. За организирани туристички групи, тестовите да бидат земени во сместувачкиот објект каде е сместена групата, по упатено барање од страна на сместувачкиот објект, а резултатите да бидат издадени на англиски јазик во рамките на 24 часа. Тестовите да бидат овозможени за државјаните на оние држави на кои ќе им бидат потребни при влез назад во матичната држава. За сега, единствени валидни тестови според СЗО представуваат PCR тестовите, кои до моментов се задолжени за влез во државите членки на ЕС, вклучително и соседните Бугарија и Грција, но и државите кои не се членки на ЕС, и се од значење за економијата и туризмот, како Турција и Израел. Воедно, за да бидат подготвени протоколи за тестување во случај на позитивни резултати од направениот тест, протоколите да предвидуваат хотелите да издвојат 5% од вкупниот капацитет, најмалку 2 соби, а најмалку 10 соби, за изолација на лица со позитивен тест, со позитивен резултат, а најблиската градска или локална болница да ја следи здравствената состојба на позитивното лице до неговото оздравување. Во случај на потребна медицинска нега, лицето да биде задржано во најблискиот ковид центар на товар на ФЗО. При вакви околности и во случај на деловно субвенционирани тестови или ограничена цена која нема да надминува 1200 денари, домашните и странските партнери ќе бидат по можност да ги споделат трошоците за ковид тестот и сето тоа да се направи низ безбедна и утврдена процедура која ќе овозможи голема деловна активност и проодност на патници, но и организирани туристички патувања. Примената на оваа мерка проследена со олеснени процедури за субвенционирање на туризмот, поддршка на традиционалните пазари и соодветна промоција во регионот согласно препораките од студиите, значително може да допринесе за облажување на поразителните резултати и што е најважно за постигнување поголемна меѓународна позиција на Северна Македонија како туристичка дестинација. Благодарам, Александар, и пред да оставиме простор за прашања, само уште го дадеме збор на председателот на Асоциацијата Најда, Владко Сулев, кој што ќе информира и за организирање на македонската туристичка берза, која што ќе се случи на 25 и 26 февруари. Зашто го истакуваме? Затоа што во услови кога овој сектор се бори на пазарот во делот на промоцијата да остане туристичка дестинација онаква како што реално треба, Асоциацијата Најда не организира 5-та година македонската туристичка берза.
предизвиците со кои се моите колеги со кои се соочува секторот. Но не помалку важна е промоцијата и на Македонија како дестинација, но исто така и на отварање на нови бизнис можности. Затоа е значајна ова пета македонска туристичка берза, каде што ќе направиме виртуелна презентација на Македонија пред преку 30 светски новинари, меѓу кои да ви споделам дека имаме новинари на Forbes, National Geographic, тука се Lonely Planet, кои што ќе имаат огромно значење за периодот кој што следи пред нас. Исто така, значајен е делот на отварање на нови бизнис можности. Тука веќе се потврдени преку 40 странски туроператори кои што се заинтересирани за дестинација како Македонија кои што одговара во нивните планови. И тоа сакаме да го искористиме. Пак ќе кажам, секторот има доста предизвици, но пред нас е 2021, пред нас е 2022. Промоцијата не мора да биде активна, мора да бидеме агресивни на пазарот, за да имаме успех. Исто така ќе имаме и конференцијски дел, кај што нашите членови и сите што ќе следат берзата ќе учесниците ќе бидат светски познати имиња во туризмот. Имаме гости од Њујорк, од Лондон, од Западна Европа, кои што ќе пренесат во која насока ќе се движи туризмот во периодот што следи и како ние да се подготвиме да одговориме на тоа што не очекува. Затоа сметам дека овој настан ќе го даде тоа што моментално и најмногу фали на нашата држава, промоција, и затоа е толку значајно. Благодарам, Сулев. Јас само на крај да поентираме со она што преку нашите четворица соговорници на денешната пресконференција го акцентиравме на оваа пресконференција. Значи, бизнис секторот од угостителство и туризам кажува дека за да имаме потек и за да имаме извозен потенцијал во сектор и во оваа се уште неизвестна и тешка 2021 година, дефинитивно треба да се поедностави моделот на субвенционирање, за да може да се поддржи пазарот. Второ, потребна е брза имплементација на ПСР тестовите за странски туристи, кои што со петиот сет на мерки владата го усвои. И трето, да почне да функционира сериозно Комитетот за туризам, кој што е усогласен уште пред 3 месеци, за да може да се креираат и законски можности за нови инвестиции во овој сектор. Потенцијалот на туризмот и во вакви услови е секако голем, тоа веќе на неколку пати го слушнавте од нашите соговорници на денешната пресконференција. Само еден податок дека низ Македонија на годишно ниво транзитираат околу 3,5 милиони туристи, што секако е готов пазар и тоа не треба да се занемари. Развојот на руралниот туризам, што е од особено значење, кој оваа криза особено го акцентира, е исто така многу важно да се заокружи преку законска рамка во државата, бидејќи проекциите на експертите се дека за инвестиции во 1000 нови објекти со просек од 15 кревети потенцијалот е 4000 нови работни места. Но за да може да се реализира ова, потребно е да се воспостави законска рамка. Сето ова поттикнува инвестиции во транзитниот, во руралниот, во планинскиот туризам. И особено мораме да кажеме дека туризмот е единствениот сектор кој поседува потенцијал да ги надомести економските загуби поради кризата без дополнителни вложувања и поддршка. Овде особено сакаме тоа да го акцентираме. Потребно е единствено правилно координирање на заедничкото делување на деловниот сектор и на надлежните државни институции. Овој сектор има потенцијал да постигне висок економски и регионален развој и особено да потекне миграција град село. Потенцијалот на македонскиот туризам во БДП може да биде дури до 25%, тоа се проекциите на експертите, со директен ангажман во секторот од над 100.000 работници. Индиректен ангажман доволно повеќе и директен прилив на довиди од над 1,5 милиарди евра. Сето тоа низ рамномерен регионален економски развој. Токму овакви услови на светска здравствена економска криза, на бизнис секторот му дава за право да констатира дека токму овој сектор може да представува економската надршка за пост-ковид развој на државата, но исклучиво доколку биде препознат како таков, кон него државата да се однесе со почит и да се составаат услови преку мерки и политики и без голема инвестиција. Сепак, за да се сето ова реализира, повторно ќе кажеме дека од исклучително значење е да се формира Комитетот за туризам. Ова е единствениот начин секторот да добие своја адреса за обраќање за квалитетно справување со предизвиците и постигнување на брз економски развој преку развојни политики за туризам.
Не случајно, ни за целата пресконференција укажуваме и упатуваме дека имаме континуирана средба со надлежните владини представници, имајќи во предвид дека за голем дел од прашањата ефекти се уште нема, очигледно дека овие разговори треба да се префрлат на највисоко ниво, на средба со премиерот, за да ги укажеме сите овие потребни предлози кои треба да се активираат во државата, доколку сакаме вакви услови, сепак дел од секторите во државата да постигнат и позитивни економски резултати и покрај тоа што се уште активна ковид кризата. Толку од нас, повелете доколку имате прашања. Имате ли прашања? Повелете. Сите? Какви се прогнозите за 2021 за секторот? Дали ќе биде исто како 2020 или можеби се очекуваат благи подобрувања? И дали го поддржувате протестот на ugostителите со оглед на тоа дека нели во вашата комора има и дел од ugostителите? Значи, во делот на прогнозите и проекциите за 2021 година ќе го дадам збор на Аси Меджидовиќ. Во делот на активностите што се случуваат, ние предпоставам гледате континуирано сме отворени со вас, веќе организиравме неколку пресконференции. Не случајно упатуваме дека сите наши предлози се упатени на адреса на владата. Можеме да кажеме дека еден дел од нив на вистина и не се реализирани она што ние сме го доставили како бизнис сектор, но во еден дел имаме поддршка во проекциите на владата за креирање на мерки. Она што недостатува и она што ние го кажуваме дека е потребно, реализација и имплементација на договорените мерки со владата. И тоа е нашиот став и на тој став стоиме. А за проекциите за 2021 збор ќе му дадам на Аси Меджидовиќ. Што се однесува до информацијата за дали ќе имаме странски туристи и кои се проекциите за оваа година во туризмот, можам да кажам дека се на чекање. Се чекаат јасни сигнали од страна на Светската здравствена организација, од страна на државите, како ќе се однесуваат за протоколите за патување, какви ќе бидат, од земјите од странство, да кажам, меѓутоа, ние ќе треба да сме и спремни како земја, да докажеме дека ги почитуваме протоколите и дека сме спремни да се справиме доколку нешто се случи на туристите. Што значи дека во моментот немаме оптимистички најави, се е на чекање, меѓутоа ние нашиот дел организацијски ќе мора да го издигнеме на многу повисоко ниво. Маркетингот и промоцијата ќе треба да играат многу значајна улога и, како што рече Даниела предходно, сублимат на овие сите наши барања ќе биде идна и неодложна средба со премиерот, како би можеле да ги презентираме нашите ставови и да направиме понатаму проекција за оваа година. Доколку може, јас би сакала да прашам, а не треба од новинарот Алсак. Рековте, односно, веќе ги знаеме статистичките податоци за падот на туристите предходната година, но дали имате направена анализа колкави се финансиските загуби за 2020 година, односно годината што колка финансиски удар претрпе овој сектор? Ако кажуваме дека имаме пад од 90% или 85% на странските туристи, можете да предпоставите колкав е, иако цела 2020 година државата беше затворена, немаше ниту outgoing, ниту incoming туризам, можете да предпоставите колкави се загубите на хотелиерството, колкави се загубите на работењето со туристичките агенции и оние што работат на incoming и оние што работат outgoing туризам. Но мора да имате во предвид дека овој сектор,
како што можете да видите и цел изминат период, има и повеќе поддејности. Значи, едно е работата на хотелиерите, и ако го земем сегментот на хотелските субјекти, значи, хотелите во Скопје, например, беа речиси целосно затворени цела 2020 година. Нивните загуби се на 90%. Меѓу другото, овде мора да кажеме дека поддршката кон овие хотелиери, освен во делот на поврат на туристичката такса за 2019 година и поддршка на платите во првите 3 месеца, во втората поддршка кон крајот на годината речиси беше невозможно да се реализира, бидејќи помалите хотели се во голем дел затворени, поголемите немаат речиси воопшто гости. Она што се случуваше во туристичките центри беше поддршката со ваучерите, но тоа е само 2 до 3 месеци во текот на целата 2020. Значи, капацитетите беа исполнети во еден период, ваучерите ги дадоа своите позитивни резултати во делот за кои што беа наменети, но ако имаме во предвид дека и со ваква државна поддршка ние повторно имаме пад од 15% на домашните туристи за 2020, а при тоа речиси да немаше излегување на туристи надвор од државата цела 2020, ние не успеавме да го постигнеме ниту нивото од 2019 година со домашните туристи. Што се однесува до ресторанското работење, тука имате различна исто категоризација на хотели на ресторани, така да она што ние преку овој сектор можеме да го упатиме е исклучително големите негативни резултати во хотелиерскиот бизнис, во туристичките агенции и во ресторанското работење се разбира. Тука се и туристичките водичи кои за жал тоа се лица кои што не се евидентирани како правни субјекти и тие по тој основ не се ни видливи во системот, беа поддржани во 4-тиот пакет, но еве понатаму поддршка за нив нема, но како што гледате и од реакциите во изминатиот период, оваа дејност врзува многу пропратни дејности и со замнувањето на работата на секторот туризам и гостителство замираат индиректно серија на други дејности кои што исто така живеат од оваа дејност. Така да падот е повторно ќе кажеме, едно е пад во хотелиерство, едно е пад во туристички агенции, друго е пад во ресторанско работење. Но кај хотелиерството и туристичките агенции, она што можеме да го кажеме дека е падот на 90%. Повелете. Сител? Дали доколку оваа година повторно останеме на домашните туристи, може да се дојде до зголемување на цените, со оглед на тоа што уште минатата година, кога се затворија границите и дека туризмот се сведе само на домашни туристи, имаше сериозни критики дека цените се дупло зголемени во нашите туристички. Јас се извинувам, зборите и Телма и Сител во исто време. Може ли? Не. Добро. Дали годинава доколку се сведеме повторно на домашните туристи, без присуство на странските, може да се стравува на зголемени цени, со оглед на тоа што лани, поради таквата ситуација, имаше голем број критики за зголемување драстично на цените во нашите туристички центри. Знаете како, пазарот си има контролни механизми, ако има помалувачка за цените кои ќе се постават, пазарот ќе ги искористи тие цени. Ако нема помалувачка, цените ќе паднат и тоа е пазарна логика и тука не би сакали да го коментираме тој дел секаде во светот идентично. Но она што е сигурно е дека поддршката за домашни туристи е добродојдена, но затоа повторно ќе се вратиме на она што ние го велиме. Има можности за странски туристи во државата и покрај затвореноста на државата и покрај кризата од пандемијата. Има можности и за уште поголем потик на домашните туристи. Но она што изостанува е реализација на мерките и предлозите за кои заеднички разговараме со владата изминатиот период. Комитет за туризам, моделирање на поддршката преку субвенционирање, PCR тестови кои што секако ќе донесат туристи. Ние сме уверени дека со поддршката преку и брза имплементација на мерката за бесплатни PCR тестови може да се донесат странски туристи во контролиран механизам. Туристичкиот сектор знае како да го направи, моделот го имаме, треба само едноставно негова имплементација.